Да ја опишеме работната околина на екранот за финансии. Екранот за финансии е дизајниран да дава максимална комотност во работењето. Во горниот лев агол ги се прикажува моменталниот налог, значи моментална сме на налогот за пренос, тоа е 00001, датата на налогот, дали налогот е девизен или не е девизен. Под него имаме бројчиња од 0 до 9, тоа се групите на налози, или, ако сакаме, и подгрупи на налози. Овде имаме една група на копченца, во која ги прикажуваме налозите, листа на налози во таа група. Можеме да копче за нов налог, копче за навигација. Со ова се лесно движиме помеѓу налозите. Еве, например, ако сме во... Сега немаме овде дефинирано повеќе налози. Ако имаме повеќе налози, со навигацијата лесно одиме на првиот или на последниот налог од таа група. Овде се печати налогот. Овде се оди во дополнителни евиденции. Ова прозорче е наменето за прегледи и картици. Практично за извештај. Следното прозорче е за приказ на отворените фактури и помош при затварање на тие фактури при соплаќањето. Во долниот дел е самиот налог, книжењата што ги прави програмот автоматски или сметководителот со рачен внес. Кога се позиционираме на некоја ставка, во моментот се прикажува таа фирма и тоа конто во десниот агол, и ако бараме конто, фирма или други прегледи, се во врска со тоа што е избрано. Ако сакаме да бираме друга фирма или конто, во зелените полиња ги бираме тие. Во долниот дел од екранот се наоѓаат кумулативите на налогот, копченца за разместување на редовите, погоре подолу и вметнување на ред, како и помошни делови кои служат за пребарување, односно пронаоѓање на грешка.